Здраво, драги мои! Денеска дојдовме во Лаксембург, тоа е едно градче близко до Виена. Поточно сме во Шлосpark Лаксембург. Тоа е еден многу стар парк, кој што датира од 18-19 век. Во овој парк доаѓале на меден месец крал Франц Јозеф и неговата Сиси, познатата кралица Елизабет, така наречена Сиси. И именно тука во овој парк го добиле и својот прв син. Моментално се движиме кон касата на кој што се наплаќа влез од околу 3 евро од човек. Проследете ја целосната наша прошетка и се надевам дека мојата камера ќе ви ја долови бавината на овој парк. Поздрав! Ова ви е целиот простор каде што може децата да си играат. Ти си шо? Пират си, браво! Малку го снема сонцето и се слушаат грмотевици, но се надам дека нема да вати дошт. Од овде гледам дека има многу гужва. Таму пред нас се наоѓа и езеро, бидејќи овој замок е како на островче, опколен со вода од сите страни, освен преку еден мост, само преку еден мост може да се дојде до него. Ке видите кога ќе стигнеме таму. И бидејќи денеска е недела, решивме да дојдеме овдека на пикник. Но пред малку почна да врне. И како што можете да забележите, јас се наоѓам во шатор. Да. Сме засолнети во шатор да помине малку невремето, а и го зедовме така за да можем нашето детенце да си игра внатре. Сега ќе ви го покажам како изгледа. Еве го нашиот чатор. Нашата салатка и нашето резервоарче за пијачки, за сите работи кои што се потребни за еден пикник, и ноже специјално за пикник, и Рики, специјалниот организатор на сево ова денес. И поздрав од моето прекрасно срце кое што се разбуди. О, злато мој. Колку беше зимата безбојно, ладно, рацете ти замрзнат. А сега е топло, полно народ.
Добро, чисто беше и тогаш се чисто. Сега некако поживо, подобра атмосфера има. Летна атмосфера. На ова место се изнајмуваат бродчиња, педалинки и со нив се плови по езерото. Видите колку е живо, само да ви долова. Многу туристи, многу народ. Што туку изнајмивме мини бродче и ево сега се возиме низ ова езерце. Прекрасно е, значи времето е топ. Таму ќе одиме сега. Ајде. Дали ми ти е убаво? Да. А тебе, Рики? Еве го замокот Франценсбург. Со македонска музика насред Лаксембург. Тебе моме не те најду, срце ми се растрепери, почна да сози дарона, срце ми се растрепери, почна да сози дарона. Каде што има мостови, ни беше кажано дека мораме да симнеме тендата, бидејќи може да фати, многу е ниско, али е многу практично и заштитува од сонце. Види ресторанче зад вас. Баш е фино. Значи цело време кружиме околу главниот замок. За да се возите со ова бродче, потребно е да платите 30 евра кауција во случај да не оштетите нешто. Ајде А потоа, откако ќе завршите со возењето, врти лево. во зависност од тоа колку долго сте се возеле, плаќате 17 евра од час. Ајде кажи а. Можам да речам дека ова Врти, врти, искуство врти. ќе ми биде едно од оние кои што траат за цел живот, Браво. кои што не се забораваат толку лесно, толку едноставно. Чекај да го видите мојот син како вози. Врти лево. Прекрасна атмосфера, Владе. Би Врати сакала на назад, секој од вас да почувствува ваква убавина. Дозволете си го ова. Држи. Животот е вреден Држи за право. вакви работи. Ова се едни од највредните моменти. Значи, моменти, време, квалитетно време поминато со вашето семејство. Чека да ви пушнам вас, ја. Се извинувам.
И ево сега, драги мои, ќе се возиме со трајектот внатре во замокот. Забележувам дека се реновира годинава целиот простор, ова е внатрешноста на Франценсбург, на замокот. Сега ќе влеземе во, ова е влез од ресторан кој што се наоѓа покрај самиот замок. Луѓето си седат и си уживаат, ни помалку, ни повеќе туку, покрај вода. Ова е за Валентино, Спонж Боб. Вина шницел, познатиот специјалитет виенски. И за Рики вина шницел. Се ќе изедиш? Да. Сигурно? Да. Супер. Поти. Да, пилешки прсти. Имаш од Сиси. Ова е магнетот кој што си го купивме, кој што воедно е и отворач за пиво. Ево на него е нацртан самиот замок Франценсбург и пишува Шлоспарк Лаксембург. Ке се возиме со ова вовче. Валентино за прв пат се вози со чучу вовче, така мама? Ја завршиме посетата на овој огромен парк кој што се уште не го имаме во целост исшетано. Но затоа постои друг пат. Прекрасно си поминавме. Уште сум под импресии. Сладоледот, 2 топки. Еден од лешник, еден од чоколада. Тоа е тоа за денес, драги мои, се надевам уживавте во моево видео. Голем поздрав од сите нас до сите вас. Се надевам дека ве мотивирам, ве инспирирам што да правите кога ви е досадно. Значи не мора, ако не можете да дојдете точно овдека, битна е идејата што ја пренесувам. Значи можете да возите кајче, можете да се возите со вовче, значи нешто ново да направите што досега не сте имале прилика или не сте се сетиле. Секој добро ви посакувам и се гледаме наскоро.